Добар ден, драги мои. Верувам дека сте подготвени за ова издание на Црвена линија, кое е и последно за оваа работна недела, што значи повторно ве очекуваме, како и секогаш, нели, да бидете во огромен број и нели да бидете главната содржина на ова издание на Црвена линија. Ке подсетам за оние можеби кои што еве со задоволство започнуваат да бидат дел од Црвена линија. Правилото е следно. До нас се доаѓа едноставно со завртување на телефонскиот број 0230700005. 5 линии се активни, што значи не мора долго да чекате, а имате 90 секунди, внимавајте на тајмерот тука, за да го кажете вашиот став и да се изјасните во однос на она за што ќе дискутираме. А за што ќе дискутираме? Член 9 од етичкиот кодекс на функционери. Носители на извршни функции одговараат неселективно, навремено и секако аргументирано на прашања и коментари на јавноста и секако засегнатите страни за сите аспекти од своето работење, како и работењето на својата институција. Што мислите? Дали министрите треба да го прочитаат кодексот пред да потпишат дека се согласуваат? Треба ли новинарите да ги бойкотираат прес конференциите на министрите и дали на тој начин ќе му служат на јавниот интерес? Во продолжение, задолжително ќе подсетам да не заследите и на социјалните медиуми, Црвена линија, тоа е нашиот профил. На Facebook задолжително кликнете follow и на профилот на Телма телевизија на Facebook, а она што јас најмногу љубам да настојувам е секако да бидете дел и од Инстаграмџи кои што не следат на Црвена линија Инстаграм. Бидејќи ако кликнете на Инстаграм стори, веднаш ќе ве причека нашето денешно анкетно прашање до сите вас. А денес ве прашуваме дали знаат функционерите дека треба да бидат слуги на народот. Одговарате со знаат и не знаат. Резултатите, знаете, ќе ги соопштиме таму никаде конкретно на ова издание на Црвена линија. А сега во продолжение и да го погледнеме прилогот кој што го подготви Елена. Министерот за економија Крешник Бектеши и се извини на новинарката на Канал 5, дополнувајќи дека немал намера да ја навреди, но за Телма имаше големо но и нови квалификации. Во однос на телевизија Телма имам огромна почит за нивните професионални новинари, но нема да дозволиме преку конфликт на интерес да потпаднеме под притисок на компанијата Макпетрол која се обидува да задржи монопол на пазарот, на штета на граѓаните. Воспротивно, горди сме што се либерализираше пазарот на природен газ во државата, одлука која е во интерес на стопанството и на граѓаните, што за жал не е направено од осамостојувањето на државата. Бектеши вчера наместо да одговори на новинарско прашање зошто државата плаќа поскап газ, рече: "Вие не сте тука да давате коментари и да поставувате прашања." Ваквиот став е во спротивност со етичкиот кодекс кој треба да важи за сите министри. Носителите на извршни функции одговараат неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста и засегнатите страни за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција. Во членот 5 од кодексот наведено е дека министрите треба да знаат и да се грижат за јавниот интерес. Вице-премиерката Славица Грковска е надлежна за постапки поради кршење на етичкиот кодекс, а крајниот збор го има премиерот, кој на располагање има 3 мерки: јавен укор, да побара политичка одговорност или да покрене иницијатива пред институција. Дали ќе преземе нешто? Ковачевски ќе каже дополнително. Тврди дека не ја слушнал вчерашната изјава на Бектеши, но го видел неговото денешно извинување. Јас сум го потпишал етичкиот кодекс. Сум го почитувам етичкиот кодекс. Збориме за Бектеши, вие имате обврска да преземете мерки против Бектеши. Доколку јас ќе пробам, бидејќи денес одам во Галениус фирмата, сега сум тука во Италија. Имам подоцна состаноци, јас ќе се потрудам да ја погледнам снимката за која што се извинува господинот Бектеши и штом ќе ги имам сите информации, штом ќе консултирам правник, бидејќи етичкиот кодекс е правна регулатива, тогаш ќе можам да ви одговорам на вашето прашање. Меѓутоа, уште еднаш поздравувам што се извинил. Тоа видов дека со име и презиме се извинува на 20 новинари, туку само на еден и сега малку го оправдувате несвесно, претпоставам дека затоа што не сте информирани, како што викате, иако би требало да бидете. Не, јас сум информиран, меѓутоа треба да погледнам. Разрешување на министерот за економија Бектеши бара професорката Мирјана Најчевска по вчерашниот вербален напад на новинарите на Телма и Канал 5.
Според неа, не станува збор само за однос со новинари, туку работата е многу пострашна. Станува збор за прекршување на едно од основните човекови права, а тоа е правото на информирање. Станува збор за односот кон граѓаните. Значи, висок функционер во власта го прекршува ова право со тоа што одбива да даде информација на која што граѓаните имаат право. Со тоа што одбива да ја даде оваа информација, тој всушност задава удар на целокупната демократија, бидејќи ја оневозможува контролата на граѓаните врз власта. Значи, новинарите се само на карика во моментов меѓу власта и граѓаните и нападот врз нив значи прекршување и тоа многу големо прекршување на основно човеково право. Мора остро и брзо да се реагира затоа што ова е недозволиво и не сме да се случува во една демократска држава, предупредува Најчевска. Ова не е прв вербален напад на функционери од власта кон Телма. Претходно тоа го сторија и лидерот на ДУИ Али Ахмети и премиерот Ковачевски. И веќе ми јавуваат од режија дека го имаме и првиот гледач во црвена линија. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди и почнуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Пазете, јас како обичен граѓанин, јас вчера не видов навреда нигдека, само имаше констатација дека новинарите на колегијална база си ги споделуваат прашањата, наводно што ги прашаат. Меѓутоа, тоа беше еден друг сигнал. Дека новинарката на Канал дошла на пресконференцијата неподготвена. Зошто? Ако јас како граѓанин знам дека на последниот тендер на Елем Мак Петрол не учествуваше и одби да учествува со јавно писмо кое беше објавено во медиумите, тогаш како може да новинар да постави прашање зошто државата набавила цена на газ по таа цена, кога цената на газот била сега не знам колку. Значи, видите, одите на пресконференција. Вие новинарите не сте тука да поставувате прашање и да давате коментар. Добро, коментар. Меѓутоа, пазете, јас како обичен граѓанин, кога веќе ќе одам некого да го прашам, тогаш мојата констатација веќе ќе бидам спремен во друга насока и од друго прашање прво да го добијам одговорот. Што значи, вчерашното однесување на новинарката беше дека јавно покажа дека таа не е спремна со прашањето, што мене последно време многу ми смета, кога ќе видам дека такви новинари не поставуваат суштествени прашања, она што треба да го знаеме ние граѓаните. Ние граѓаните некојаш повеќе знаеме отколку новинарите што кажуваат со нивното прашање, нали кажам право. И мене тоа ме изненади. Како може да поставите прашање за кое веќе месец унапред знаеме зошто беше и ова купување. Јас сега имам едно контрапрашање према таа новинарка. Благодарам многу, а и веќе потсетам нашиот колега Огнен Чанчаревиќ праша зошто плаќаме поскапо. Тоа беше прашањето. Благодарам секако за јавувањето во црвена линија. Топло препорачувам да останете и да слушнете еве какви видувања и ставови имаат по последниве случувања останатите гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Од Охрид се јавувам. Јас сакам да кажам. Да, повелете, продолжете. Сакам да кажам, значи за утре ќе бидам многу несреќна, како и многу други македонци, ако се дозволи на бугарите што ќе дојдат утре во Македонија да носат транспаренти. Така, наводносна темава денес што зборуваме. Треба ли новинарите да ги бойкотираат пресконференција? Ве молам зашто со љубов или со омраза ми се Така, благодарам еве што укажавте која е вашата желба и што се вклучивте во црвена линија, но ве молам и сите останати гледачи држете се до темата, бидејќи останатите гледачи можеби подоцна ќе се вклучат и ќе добијат сосема поинаков печаток, бидејќи ако гледачите зборуваат сосема за некоја друга тема, а доле нели се појавуваат конкретните прашања кои што ги поставува црвена линија, навистина ќе биде збунувачки за оние кои што можеби ненавремено ќе се вклучат во црвена линија. Така да благодарам за гледачката од Охрид, па ако има нешто да каже и за денешната тема, 5 линии се отворени, може повторно да се јави. Добар ден за следниот гледач. Поздрав до вас од телевизија. Голем поздрав и до вас. Прашам гледачот, што се јави пред тоа. Што беше тоа вчера? Давре да иде.
А тој не знае што е навред. Кај живее тој? Он ги навреди сите новинари. Ако не знаеш да работиш, дай ти оставка. Не навредно и новинарите. Новинарите право. Ти не знаеш да работиш. И те навредно никој. Се го закриви телевизиите. Се он управо. Како ме управо? Како се управо? Не се управо, представиш. Ти се управо. Не може да те хване един новинар. Те си захванени. Те си захванени. Талеките домаци. Те си захванени. Ти си за растурење, само за пропаст по герои. Јас не знам, ни тоа не го, но и кампан се прекаташе и овај премиер. Според вас, еве, новинарите треба ли да ги бойкотираат пресконференциите на министрите? Не. Треба да ги пратат пасунди. Те не могат да. Ако е такви, ако има такви като тие, што чукај? Треба да се бойкотира. Треба да се бойкотира. Ако он кажува оно, ето не, јали? Треба, да. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не следите. Секако и на Твитер многу се коментираше. Па јас веќе сум подготвена еве да споделам твит од Јулијана Беба Димитровска, па можете да се надоврзете и на ова. Секако дискусијата продолжува. Вие новинарите не сте тука да поставувате прашања и да давате коментари. Министерот Бектеши денес мисли на вчера на прес. Сега, што треба новинарите да прашуваат? Може треба да го прашуваат: министре, какво кафе пиете, турско, нес или? Бог да чува и да брани, скроз пролупа овие од власт. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. И дали се слушаме веќе во Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Би ве замолила малку погласно, јас навистина не ве слушам толку добро. Јас ве слушам добро. Одлично, повелете. Сега, вашата тема е добра, меѓутоа јас би поставил од другата страна. Како би било, а тоа го осетив на своја кожа, новинар да ви објаве на телевизија невистина, која многу ве повредува. И кога ќе отидете за да барате одговорност, новинарите се исперат со тоа што доволно е на еден кајрон да објават дека таа вест била неточна. Ви се молам. Ви створиле проблем во животот. Дека вие новинарите не сте тука да поставувате прашање, да давате коментари? Не, тоа е во ред. Значи, новинарите треба да бидат нашите уши и нашите зборови што треба да ги кажеме таму пред, пошто не можеме сите да бидеме таму. Меѓутоа, еве ви велам од лично искуство. Значи, новинар ви направи проблем и кога му речете на новинарот, не е точно тоа што го вие, меѓутоа за да направат сензација, новинарите си го кажат тоа што они сакат да си го кажат. Така, благодарам многу за јавувањето што споделивте ведно ваше искуство. Одиме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Чекам. Мислам и дека дочекавте. Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Намален случај. Па вака, мислам дека ваквиот арогантен однос на овој министер, така наречен министер, кој не покажа ништо стручно и добро за сите во Македонија, е од тоа што нив од ДУИ за ништо не одговараат во Македонија. Какви криминали, какви злодела да направат, какви штетни последици во било кој министерство каде да се на функција, тие за ништо не одговараат. А така да биде, на таа карта му играат нивните поданици од СДС. Дури цела Македонија ја албанизира, само да остане СДС на власт. Значи, таа ароганција, ова навредливо однесување кон вас како новинари
и кod сите во Македонија е заради тоа што тие се чувствуваат значи непобедливи, никој ништо не им може. Ако памтите, еден кој беше некој од ДУИ кажа дека Кичево е трофеј нивен од 2001 година, а сега СДС му ја даде цела Македонија трофеј не баре со урбанизација од 2022 година. Затоа велам додека таа партија ДУИ и СДС не паднат од власт. Благодарам за јавувањето. И уште еден наслов од Твитер на Нова Македонија, Бектеши, и се извинувам на новинарката Капоска, доколку без намера ја навредив. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Бак. Прво, луѓето кои ги критикуваат новинарите, особено Телма телевизија, која е секогаш транспарентна, непартиски, непристрасна, неверска организација, е благодарна. А во однос на нивната понашање, јас би рекол и недостатува домашно воспитание и етика кон останатите луѓе. Што сакате вие? Луѓе симнати од планина, што очекувате вие? Толкав е нивниот мајндсет. Толку им држи капацитетот. Затоа мислам дека не треба да им даваме до значење. И вие ко новинари да се цените вашата работа. Зашто сепак ние граѓаните вас се цениме. Треба ли новинарите да ги бойкотираат пресконференциите? Политичарите се буквално како есенските лисија и со првиот снег ќе ги снема назад во нивните села. Тоа е тоа. Според вас, дали новинарите треба да ги бойкотираат пресконференциите на министрите и дали на тој начин ќе му служат на јавниот интерес? Апсолутно треба да ги бойкотирате. Како што они ги бойкотира, се сеќавам на времето Алфа телевизија бойкотира, едно време не ја пуштаа, демек не била акредитирана едно друго, па мислам дека и вие како новинари да се обедините во ваши интереси, во интерес на граѓаните и да им кажеме стоп. Кога тоа ќе го направиме сте заедно, граѓаните ќе ве поддржиме, ќе си го научат тие родот и многу убаво ќе знаат на која стол ќе седат и што прават. Благодарам и вам за јавувањето. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Повелете. Исто и јас, новинарите, како новинари, добро си ја извршуваат работата, а тие таму што треба да одговараат и нападват за да не поставуваат такви прашања што се во интерес на народот за да работат тие како што сакаат. На државата и треба подхитно нови извори и смена на власта. Пријатно и убав ден. Пријатно и секако и ние ви посакуваме убав ден. Ева имавме гледач кој што беше сосема кус, но така тој сметаше па нели својот став си го искажа во помалку 90 секунди. Тука ќе подсетам, секако внимавајте на тајмерот да не биде дека намерно ви исклучуваме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, најдобри сте. Благодарам. Најдобра телевизија сте. И немој да се секирате, бойкотирајте ги, не им одите на пресконференции, бидете, имајте и вие своја малку. Најтешка професија имате, а најнапаѓани сте. Па нема смисла. Видите, неписмени луѓе ни дојдоа на власт. Тотално неписмени. Сакате Бесими, сакате Бектеши, сакате Османи, за тоа државава ни ја дотера до вакво дерече. Ало? Да, имате уште време, не ве прекинувам. Имам уште време, што да ви кажам. Ве гледам со задоволство секогаш, од савајле до вечер, значи, и вас, и Канал 5 исто, и 24 вести. Па супер сте, супер новинари имате, поготово Телма. Така, благодарам многу. Ева, бидејќи велите дека ја следите програмата, јас ќе подсетам да продолжите да гледате после црвена линија, па или да се пробате среќата на заверти на Телма. Ето и тоа ќе искористам можноста. Благодарам. Благодарам многу, секако продолжите во моментот да ја следите. Продолжете така како што сте, ова сте многу информирани и стварно имам многу пријатели.
Благодарам многу уште еднаш за вашето јавување. Продолжете да гледате секако Телма. Одиме понатаму. Добар ден и за новиот гледач, може би гледачка. Добар ден. Добар ден, секој добро и вам. Повелете. Јас чекам да ме вклучите од преска. Еве, веќе сте во програма, повелете. Ало? Ве слушаме, продолжете, повелете. Добар ден. Добар ден. Ама некои други се јавуваат на телевизија. Не, вие сте, ве слушаат гледачите, повелете. Добар ден. Добар ден, продолжете. Ама слушам таму дека водителкава зборви со некои други на Ама со вас зборувам. Намален ли е тонот на телевизорот? Намален е кај мене. Па, продолжете. Поздрав до шармантната водителка, до цела екипа на телевизија Телма и до граѓаните на Македонија. Ве молам да не ме прекинувате, ќе одговорам на све во интерес на времето. Првин, ја поддржувам новинарката во однос на проблемот со министерот, а го осудувам понашањето на министерот. Тој толкава некултура покажа, толку непочитување на човекот. Врската меѓу власта и нас, народот, сте вие новинарите. И ги молам, сиве што ќе се јавуваат на вашава телевизија. Ако се за поддршка на новинарката, да ја дајме максимална поддршка. Дали го оправдувам неодењето, бойкотирањето на пресконференциите? Сега не го оправдувам, меѓутоа, кој ќе додат време избори, кој ќе ова истиот министер сака да победи неговата опција, тогаш не треба нити граѓани да му одиме. Дали знаат, според вас, дали знаат функционерите дека треба да им бидат слуги на народот? Функционерите све знаат, само се прават на тоше. Благодарам што дадовте одговор на нашето денешно анкетно прашање. Јас тука и визуелно ќе ве посетам зошто треба да не заследите и на Инстаграм со оглед на тоа дека токму доколку кликнете на Инстаграм стори црвена линија ќе ве пресретне нашето денешно анкетно прашање. А тоа е дали знаат функционерите дека треба да бидат слуги на народот. Одговарате со две опции, знаат и не знаат. Го прашавме и гледачот пред малку, сега ќе му се заблагодариме што се јави во телевизија Телма. Одиме со друг гледач. Добар ден. Ало. Здраво, од црвена линија. Добар ден и убав ден. Најубав ден и јас ви посакувам. Вака, пред се јас ви давам вас поддршка како телевизија, вие сте неутрална телевизија. Мислам дека човек може да видите и да слушате од вашите изрази дека не застанувате зад ние на партија и така треба да продолжите. А вашиот голем газда, пошто не ја поддржуваат политиката на Република Македонија, политичарите, ниедна, нека не го чепка, нека го остава, нека си го работи бизнисот. Бизнисменот е бизнисмен, а политичарот е слуга на граѓанинот, убаво кажавте. На нас, ние што ги заокружуваме. Што се однесуваат на господинот, сензацијата што беше направена од негова страна, од страна на министерот, треба да се застрами, требаше да се извини на вашата новинарка. Она не сакаше да го чепка, меѓутоа другиот новинар му објасни и му кажа сите работи како треба. Ке посетиме дека Огнен Чанчаревиќ е од Телма телевизија. Не го знам, свака час. Да гледате топ тема редовно со него, ете, јас ќе ви укажам. Во ред се го поддржувам и убаво му кажа и треба да научат се културата, дека новинарите доаѓаат да истрпат дел од политиката која ја прикажуваат, а не доаѓаат тамо да се сликаат и снимаат како нив со машни и одела. Благодарам, многу цениме што се вклучивте и вие во црвена линија. А во продолжение, предност ќе им дадеме секако на гледачите и ќе подсетиме дека можете да коментирате, шернувате и лекнувате на Facebook. Но предност и на оние кои што го вртат нашиот број. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ете, јас се слушам таму во позадина. Дали гледачот го намали тонот на телевизорот? Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ало? Добар ден, црвена линија, повелете.
Сега ме вклучи, а мене изгледа, така? Да, и одлично ве слушам, повелете. Така, дали треба да ги бойкотирате? Не треба и да им давате значение, затоа што они се многу расипани. Запознаени се со тоа дека треба да се слуги на народот, само народот не знае како да ги казнува. Значи, секогаш ги гледам на некои дебатни емисии, само околу проценти зборат. Волку проценти ќе добиал тој на избори, онолку тој... само тоа да се имало у глава. Они си калкулираат како ќе наместат некои избори, како ќе си дојдат своји нивни луѓе таму да бидат функционери. Тој не го интересира дали имаш ти да јадеш hleb или немаш hleb да јадеш. Тоа не го интересира. И само ајде на избори. Нели приметува дека со самото тоа недоаѓање на гласачи на гласачки места, со намалениот процент на излизен, покажува дека они не се релевантни. Па уште тој надмен ќе се прави. Нека се погледне самиот, да не дам коментар, има многу гнусен збор да употребам за него, ама нема да го Никако во црвена употребам. линија не практикуваме лоши зборови, знаете дека не дозволуваме ниту самите гледачи кон себе да кажуваат неубави зборови, но благодарам големо за тоа што се вклучивте во црвена линија. Во продолжение повторно одиме на Твитер, тука ќе го издвоиме и твитот на Недопирлива која што напиша Крешник Бектеши и ми изиграва джек на новинарите, па бойкотирайте ги ваквите бе, доста е. Одиме понатаму, еве телевизија Телма, професорката Најчевска повика на разрешување на министерот Бектеши. По твит, еве ме гледате мене и сега останува да слушаме дали има гледач. Добро, што ме така еве јас ќе направам една мала дигресија и морам вака со очилата, знаете како е, дека не гледаме, ќе ве потсетам дека по завршувањето на црвена линија ова тркало ќе врти. Секако ќе останете, верувам, во дружба со мене и ќе си дадете шанса да освоите убава награда. Вчера се освои телевизор. Ете така малку да го дигнеме расположението. А се враќаме и на темата за денес. Добар ден. Ало, добар ден. Здраво, секој е добро и вам. Повелете. И вас добро нека биде. Што е работа? Од кога ќе чекамо подобрување? Нема везе која партија нека дојде, од ниједно не дочекуваме подобро. Но од ниједно партија не дочекуваме поубаво. Кој е сиромах, кој си е богаташ, кој има куќи, станови. Ја у едно село живею, нема купативо, нема ништа, може да се каже, не знам како да вика, овие ги знам на другите. Така, во однос на темата, еве што ќе кажете? Знам га Роберто и знам ги сите. Тебе не те знам како се викаш, извињај вако што... Еве, повторно ќе потсетам, ќе му се заблагодарам на гледачот секако што се вклучи во црвена линија. Ве молам да се држиме до темата. Несомнено е дека има гледачи кои што можеби дошле од работа или еве воопшто не биле во можност да го следат ова издание од самиот почеток. Доле се гледаат кои се прашањата кои што ги поставува црвена линија и доколку зборувате за нешто што денес не е тема, навистина ќе ги збуниме оние кои што подоцна се вклучиле, а ние тоа не го сакаме. Добар ден. Треба ли да кажам да се стиши, намали тонот на телевизорот? Треба. Добар ден. Поздрав од Струмица. Голем поздрав и до Струмичани и до вас секако. Ало. Ве слушаме, продолжете. Треба новинарите да ги бойкотират на министрите. На сите што се однесуват лошо према новинарите, бидејќи живи новинарите се едно поштена институција што едноставно демократски и ако не се новинарите, нема да има никаква демократија во државата. Че мора новинарите сите да ги поштуваме и они да слободно да си ја гледат
својата работа, да си обават ова службата, што се платени и треба да знаат и политичарите дека се слуги на народот, а не печалбари од народ, да народ да и служи народ за да го експлоатират и да го плячкат. Туку да го служат народот, за да му биде добро, за добро да живее народот. Благодарам многу. Благодарам и вам и секако поздрав до сите оние кои што не следат во Струмица. Новите 90 секунди ќе ги одвоиме и за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, од Охрид се јавувам, ако сум на линија. Секако, вие сте и тоа на црвена линија. Благодарам. Па вака, прво јас ќе кажам една приметба имам и до новинарите, и до тие што треба да даваат изјави, значи политичарите. Ке речете зашто? Значи, политичарот е должен после секој состанок, после секоја активност да даде одредена изјава и да каже кој, значи, ако не е затворен тип, значи, настанот, тоа да каже што се дискутирало, зашто се дискутирало, а новинарите, значи, сето тоа што ќе го слушнат, да го напишат, значи, или да го изнесат преку електронскиот медиум, ама онака како што е кажано. Затоа што имаме ние случаи каде што гледаме 10 новинари, ќе го слушат еден политичар кој што ќе даде изјава, а они на 10 различни начини ќе го пренесат. Тоа многу не буни и тоа не го прифаќаме такво како што, значи, сака да има добри новинари, средни и лоши. Сега затоа ми се чини дека ако ме сватите, значи, ние сите сме различни, ама различно пренесуваме. Тоа е лошото. Еве според вас дали министрите треба да го прочитаат кодексот пред да подпишат дека се согласни? Сите треба да го знаат кодексот, затоа што тој е водилка, значи, за во новинарството. Значи, секој мора да го почитува тој кодекс и према него да се однесува. Благодарам и вам, прво што се вклучивте во црвена линија и ги поздравуваме нели сите гледачи кои што следат од Охрид во моментот. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, баба Руска. Вака да ми ти кажам. А зашто е вас драмат? Што сакаат они од вас? Да им бидете слуга на сите? Не. Вие сте должни да репортирате што се дешава, што кажува тој градоначалник, тие што се краповите горе. Вие сте должни тоа да го кажете, а не сте должни на некого да му давате рапорт. Што правите, како правите, тоа си е ваш приватен живот. И нека не се мешаат они кои што не им е местото. Туку толку ни е културата. Културата не е на ниво. Што да ти кажам, култура и ништо друго. Ништо од нашата државичка, отиде нашата државичка. Чим дојдоа, другите ни кажуваат дека на Гоце Делчев мајка му е била албанка, тука да нема збор. Јас сум слушнала на ТВ Сонце што го рече албанецот. А еве дали ова како ќе го одговорите? Дали знаат функционерите дека треба да бидат слуги на народот? Да. Треба да кажат што е и како е, а не да се кријат и да бегаат од новинарите. Зашто бегаат од новинарите? Кога им е срцето чисто, нека го кажат она што го мислат, што е тамо кажувано, а не да се кријат и да бегаат од вас. На што личи тоа? Баба Руска, благодарам што се јавивте и знам дека ќе продолжите да не следите и понатаму. Одиме повторно малку на Твитер заедницата, бидејќи македонски весник еве напиша не го прешувајте Бектеши ќе ве искара. И еве ќе потсетиме уште еднаш, Јулијана Биба Димитровска напиша: вие новинарите не сте тука да поставувате прашања и да давате коментари. Министерот Бектеши денес напиша таа, но мисли на вчера е случувањето. Сега, што треба новинарите да прашуваат? Може би треба да го прашуваат: министре, какво кафе пиете, турско нес или Бог да чува и брани и така натаму, но ние сакаме да слушнеме што мислите вие. Добар ден. Дали се слушаме? Поздрав до тебе, поздрав до емисијата, Телма. Голем поздрав и до вас. Јас имам различно мислење. Јас што ги обвинувам, функционерите ги обвинувам.
Но и вас новинарите ве обвинам. Кога вие тие вас ве напаѓат, па ќе дојдат избори. Те сега тоа што го кажувате пред изборите, за време на кампањата, вие го кажувате тоа сега тие што го кажуваат. А не да ги рекламирате партијата, која партија била добра. Вие ќе почнете тога и од доброто, они што ни го направија, со промена на името, со францускиот договор, со бугарскиот договор, тоа ќе го кажувате на народ да се подсети за назад за 4, 5, 6 години што направиле. А вие сега тие ви критикуват, вие сите пак околу них. Абе немат никакви пресконференции со тие луѓе. Ќе се договорите тие телевизии што спомна, сега не е згодно јас да ги спомнам, тие телевизии што ги спомна тој Бектеши, па како се викаше Тачи Ахмети, значи нема што да одите на нивни прес. Да не оде никој. ЗРМ, нека се договори со новинарите, нека седат сами. Кога ќе има некоја емисија, тие да, тоа си пуштите некоја емисија за кучија, такви работи, бидејќи тие се за нас кучија, не се тие. Одиме со реклами. Благодарам за јавувањето. Драги мои, време е сега и секако да ги објавиме резултатите од Инстаграм анкетата. Тоа значи дека ја издвоив и сега е време да ви покажеме што всушност кажа Инстаграмџи. Тука ќе ве посетам секако да не заследите и на уште еднаш, да не заследите на Фејсбук, на Твитер и секако на Инстаграм. Еве го, се е подготвено, само треба да видите како изгледа гласањето, односно какви одговори беа дадени во однос на проценти. На прашањето дали знаат функционерите дека треба да бидат слуги на народот, со знаат одговорија 31%, со не знаат одговорија 69%. Сега ме гледате мене, тоа значи ќе ме гледате и во наредното време по црвена линија, затоа што ова тркало врти и имате можност да освоите многу вредни награди. Довидување.